Дали некојаш сте изговориле ваква реченица во животот? Подобро никогаш да не сум се родил. Барем поеднаш. Тешка реченица, мрачна реченица. Веројатно сите сме имале некои тешки околности во живот или не знам што и да е било, па додатно тука се наплив на чувства и така натаму и ѓаволот од позади да шепка и вие такво нешто да изговорите, па уште ако може и да ве отера малку понатака. Но тоа е ѓаволот, да знаете, тоа е кога вас ке ве обземат некои такви чувства, но што ако Господ каже за вас, подобро никогаш да не сте се родиле? Ова реченица Господ Исус ја изговорил токму на Пасхата, на последната Пасха, односно на првата света вечера, да кажем, кој што тој ја воспоставил. Тешко на оној човек преку кого ќе биде предаден човечкиот син. Добро би било за тој човек ако не беше се родил. Знаеме на кого се однесува, нели? Значи, Господ вели тешко на оној човек што ќе го предаде синот човечки, Исуса, подобро за таквиот човек воопшто и да не се родил. Многу сериозна, многу страшна изјава, да кажем. Но, знаете, историјата е полна со предавници и измамници. Скоро секојаш во историјата имало луѓе кои што се обидувале да го протуркаат својот живот на сметка на другите, преку измами, преку нечесен однос со ближните. За таквите да се лаже е ништо, да се подметнува, да се прават местенки, исто така е ништо. Тоа е секојдневие. И многу често пати, место да се на страната на оној кој што еве ги поддржува, да кажеме, тие се вртат против таквиот и, како што знаеме, да кажеме, ќе му заријат нож во грб. И стануваат противници. Многу битки, многу војни били изгубени, многу животи завршиле заради подмолната работа на ваквите предавници. Псалм 41:9. А и мојот пријател во кого имав доверба, кој јадеше мој леб, ја крена петицата против мене. Знаете, обично предавство доаѓа од пријателот, од оној со кого што јадете заедно, се дружите, затоа што странецот нема што да добие од предавството. Има еден кант автор на госпел музика, се вика Талбот, инаку е католички монах. Меѓутоа јас со задоволство го слушам, наистина има изворени песни. И едната оди вака, сега нема да пеам, ќе се обидам да не пеам. Предходно ми го земавте микрофонот, иначе ќе пеев. Only a friend can betray a friend. A stranger has nothing to gain. Значи, само пријател може да предаде пријател, странецот нема што да добие. И така пријателот Јуда, значи, тоа е таа личност на која што му се упатени овие зборови во Матеј 26:24, ги надминува сите останати предавници во целата историја на човештвото. Зошто? Затоа што го предал Господа Исуса Христа. Неговото предавство е над сите други, ги надминува.
И тоа го предаде и го продаде за вообичаена цена на еден роб за 30 сребреника. Ситно, што би рекли, ситни пари. Знаеме дека постоја многу обиди, фарисеите, книжниците сакале да го фатат Исуса и да му пресудат уште многу порано, меѓутоа не дошло времето, не се исполнило времето и затоа и не се случило ништо. Меѓутоа кога се исполни времето, тогаш се случи и тоа и токму преку Јуда, и затоа читаме во Матеј 26 глава, значи таа ни е центар на проучување денес, токму таа глава, каде што е сместена и светата причест, 14 до 16. Тогаш еден од 12-мината, кој се вика Јуда Искариотски, отиде при првосвещениците и им рече: што ќе ми дадете за да ви го предадам? А тие му предложија 30 сребреници. И оттогаш бараше згоден случај за да го предаде. Колку ниска цена, за колку ефтино се продал, меѓутоа знаеме дека имал проблем со парите. Имал и друг проблем, меѓу другото тој сметал, ако читате Копнешот на вековите, сметал дека Исус, ако треба да се зацари, не треба така да ја води политиката, да кажем, односно мисијата своја, туку тој бил тука да каже како, затоа што бил славолюбив, затоа што бил светолюбив, Јуда се гледал некаде таму во некое земско царство на врвот и пак заради материјален интерес. Да. И ќе го предадам за да убрзам целата работа, да го поттикнам Исуса да размислува поинаку, да размислува како мене. И, знаете, после Гециманија, откако Исус ќе ја помине онаа ноќ таму во агонија, му пристапува и го издава со бакнеш, за да го заврши тоа гнасно дело. Потоа Исус оди кон Голгота, а Јуда на своја страна. Но не завршува овде, туку обземен од вината на ова злодело и грижата на совест, се враќа кај свештениците, им ги фрла парите, им вели: предадов невина крв, откако видел дека Исус е врзан и однесен. Ама на нив не им било воопшто гајле. Значи, ѓаволот ќе ви искористи добро, ќе ви измами, ќе ви искористи и потоа баш му е гајле, ќе ви уништи. И ги читаме подосно таму во Дело апостолски дека Јуда завршил на своето место, таму каде што му било местото. Господ сака да завршиме, да бидеме со Господа, а не на тоа кобно место, каде што не сака. Значи, немал одговор на својата вознемирана совест едноставно. Немал веќе надеж за живот, ни надеж, ни воопшто желба за живот и завршил трагично. Како што вели Матеј 27:5, тогаш ги фрли сребрениците во храмот, излезе, отиде и се обеси. И згора на тоа, како завршил Дела 1:18, не кажува дека придоби века нива со злосторничка плата, падна ничку и кога падна, пукна по средината и се истори целата негова утроба. Каков крај. А не морало така да заврши. Како го изиграл сатаната, всушност. Како што кажав, го злоупотребил и откако е сторено делото, го оставил сам, без надеж, и ѓаволот го предава и го изневерува својот човек. Па тој е ѓаволот. Тој е мајстор за такво нешто. Постојат повеќе начини да го опишеме карактерот на Јуда и да го сумираме на некој начин неговиот живот, но мислам дека токму ова е најдраматичниот стих во Библијата кој што дава одличен опис за него, а тоа е стихот за кој што почитавме, Матеј 26:24.
Но тешко му на оној човек преку кого ќе биде предаден човечкиот син, добро би било за тој човек ако не беше се родил. И овој стих не смееме да го лимитираме само на Јуда. Може вака да кажеме. Подобро човек воопшто да не се родил, отколку да се роди и да живее и да умре како Јуда. Три нешта ќе подвлечеме за Јуда, околу неговиот карактер, за кои што мора да бидеме брутално искрени и директни. Прво, Јуда бил само надворешно побожен. Имал изглед на побожност. А што вели таму Тимотеово послание? Од таквите бегај. Лажна побожност. Пред луѓето живеел како да е совршен христијанин. Надворешно никој не може да помисли да стави на ум дека е нешто друго. Како и сите останати ученици. Никој од учениците не ја доведувал неговата посветеност во прашање. Никој не се сомнел во неговиот карактер. Еве што вели Петар за Јуда, значи во дела 1.17, претходно го читавме 18-тиот, тој беше во нашиот број и беше добил дел од службава. И беше. Јуда самиот се понуди, ама Исус не го одби, го прими во службата. Значи, од надвор бил сосема поинаков. Можеме да кажеме брутално, искрено, дека тој бил глумец, лицемер, измамник, лажен ученик. Или проблем број 1 за христијанинот, никогаш неговото срце не било преобразено. Тој се дружил со вистинските луѓе, со учениците, со Христа. Надворешно ништо не кажувал дека не е вистински христијанин. Бил е активен во службата со другите ученици. Исцелувал, изгонувал демони. Значи, активен во службата. Дури ист речник имал, како учениците. Не можете ни така да го препознаете. Значи, во Матеј читаме 26 глава, 20 до 22. Кога се стемни, тој прилегна со 12 ученици на трапезата. Знаете како биле поставени на таа маса, прилегнати, подпрени. И додека јадеа им рече, вистина ви велам дека еден од вас ќе ме предаде, вели Исус. И многу се нажали и почнаа да зборуваат еден по друг. Учениците велат, да не сум јас, Господи, да не сум јас. 25 стих вели Јуда, кој го предаде, во одговор рече, да не сум јас, учителе. Ист речник, како останатите ученици, исто ниво на конверзација, на однесување, нема разлика. Но и покрај тоа е од ѓаволот. Изгледа како верен, бестрашен, цврст Христов следбеник. Во суштина се преправил дека е таков. Глумел. Во суштина бил необратен измамник. Одел со Христа, се дружил значи со Христа и покрај сите тие духовни привилегии што ги имал со Господ Исус, цело време чекорел всушност по патот кон пеколот. И следниве зборови, мислам дека ова е еден од утринските стихови, ако не се лажам, совршено му пасуваат, а тоа е Матеј 7:21 до 23, познати стихови. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, а оној кој ја врши волјата на мојот татко кој е во небесата. Мнозина ќе ми речат во оној ден, Господи, Господи, не пророкувавме ли во Твое име, не проповедавме ли? Не изгонувавме ли бесови во Твое име, не правевме ли многу чуда во Твое име? И тогаш јас ќе им изјавам, никогаш јас не сум ве познавал, уште една страшна изјава, никогаш не сум ве познавал, одете си од мене вие кои правите беззаконие. Што мислите дали Јуда бил овде да ги слушна овие зборови? Ако читаме во 5 глава Матеј, како почнува Исус со
мислам, кога се искачил нели на гората, на блаженството и тука почнува со таа своја проповед, стихот вели 5.1, кога виде многу народ се искачи на гората и откако седна му пристапија неговите ученици. Слуша, ама што ти слуша? Значи, можно е човек да живее како христијанин, но да не биде воопшто христијанин. Можно ли е? Можно е. Можно е да се однесува, да зборува како христијанин, но да не биде тоа. Можно е да каже за себе, јас сум христијанин, но да не биде тоа. Јуда не го познавал Бога, ниту па Бог го познавал него, според зборовите од Матеј 7 глава. Бил необратен. Дори ако читате таму, намерно се држал на дистанца. Мајте, ние имаме проблем да му се предадеме на Господа вистински, а сакаме, а он намерно се држал на дистанца, за да вели таму да има шанса да се врати назад. Као тоа е опасно, разбирате, ако му се предадете целосно, не. Затоа е на дистанца. Значи, надвршна побожност, глумец, измамник, лицемер. Второ, значи, што кажавме? Кажавме дека се поистоветува со учениците. Воопшто никој не можел да примети дека е нешто поинаков. Но, второ, Јуда не можел да го измами Исуса. Сите ги измамил. Верувале дека е искрен, имале довер во него, дури му го дали и ковчежето, односно бил што? Благајник. Парите му ги дали. Но не можел Исуса да го измами. Исус го познал неговото срце, како што го познава и сечие срце овде. И еве читаме пак во Матеј 26:21, ама сега во контекст на ова, дека Исус не бил измамен. И доека јаде им рече, вистина ви велам дека еден од вас ќе ме предаде. Исус знае дека ќе биде предаден. 25 стих, а Јуда кој го предаде во одговор рече, да не сум јас учителе, Исус што му одговара? Ти рече. На Исуса му е совршено јасно. Исус знае што е во срцето на Јуда. Во 6 глава Јован, ако се вратиме малку на онаа тврда беседа, значи ова е отприлike 1 година предходно, 6 глава Јован, 70-71 стих ќе читаме, Исус им одговори, зар не ви избрав јас 12 минута, значи им се обрека на учениците, откако, знаете, еден куп испобегале, затоа што конечно и тие сватиле дека Христовото царство не е материјално. Нема што да се надеваат, како и Јуда, на некоја позиција и на некаква материјална добивка, туку дека е духовно. И вели, зар не ви избрав јас 12 минута, но еден од вас е ѓавол. Уште една сериозна изјава. Зборуваше, вели, за Јуда Симонов Искариотски, зашто тој еден од 12 сакаше да го предаде. Што значи ѓавол во превод? Или диаболос. Клеветник. Што се правил, како ги буцкал учениците само за да си оствари целта, кога едноставно покажувал многу пати незадоволство од тоа како Исус ја тера својата мисија и демек нели ете сега ќе воспоставува царство на земјата и така натаму. Често пати знаел да шуш-муш, нели што викаме меѓу неговите браќа. Господ точно го познава нашето срце, како што го познавал и срцето на Јуда. Него не можеме да го измамиме. Ако читаме паралелниот текст на овој што читавме во Јован 13 глава, каже што Петар преку Јован сака да дознае од Исуса кој е предавникот, знаете како биле поставени. Јован од една страна, од десната како беше на Исуса, а Јуда бил веднаш до Исуса од другата страна. И сега Петар преку Јована, ајде прашај кој е. 13 глава Јован 26 стих, Исус одговори, оно е на кого јас ќе му натупам залак и ќе му го подадам. И кога натопи залак, му го подаде на Јуда Симонов Искариот.
И тогаш по залакот сатаната влезе во него, а Исус му рече, што ќе правиш, прави бргу. Исус знае што е во мислите на Јуда. Меѓутоа учениците не знаат, не им е јасно. Иако еве кажал кој е предавникот, меѓутоа тие тоа го сваќале како една огромна почит кон гостинот воопшто, нели, на Блискиот Исток таму. И тогаш по залогот, значи, тоа го читавме, 28-миот, а никој од оние што седе на трапезата не разбра зошто му го рече тоа. Што разбрале тие? 29-тиот, но бидејќи Јуда го чуваше ковчежето, некој помисли дека Исус му рече, купи што ни треба за празникот или оди раздади нешто на сиромасите. А тој штом го зеде залогот, веднаш излезе, беше норки. Значи, учениците воопшто не им е јасно што се случува. Учениците ништо не знаат. Не можат да се сомневаат во Јуда, но Исус перфектно знае што се случува. Тие мислат Јуда заминал да купува нешто за сиромасите или заминал да купи нешто, било што, меѓутоа тој не отишел да купи, туку да продаде. И тоа да го продаде и предаде Исуса за 30 сребреника. Но на Бога му беше јасно, Бог знаеше. Бог го знае мојот и твојот греф. Бог може да види во и најтемното каче од нашето срце. Поизмамливо од се е срцето, вели Еремија 17:9, веднаш 10 стих вели, јас Господ ги истражувам срцата. Ние самите се мамиме, некојаш, меѓутоа него не можеме да го измамиме. Господа. Веќе спомнавме, но и тоа да го нагласиме, овој човек, Јуда, бил по парите. Имал проблем со парите. Од Исуса сакал да направи пари, замислите. Религијата, црквата, верата ја користил за да дојде до пари. Тоа е тој кој што се бунил против расипништвото на Марија, се сеќавате? И пак со истиот изговор, а па какво е расипништво, мислам, цела година заштеда, па можеше да се даде на сиромашните. Кога ја ги бил заинтересиран за сиромашните, но неговата мотивација биле парите. Господ знае која е мојата мотивација, која е нашата мотивација. И на мене ми имаат кажано дека мотивацијата ми биле парите. Додека му даваат пари, ќе биде во црква, после ќе го видиме. Фала на Бога, откако сум кај Бога дојден, не трпам за леп. И верувам дека нема да трпам до крај, така да ќе немаат прилика тие да видат дали мотивацијата ми се парите. Господ го знае, ја знае нашата мотивација, ги знае нашите мисли, знае се за нас. По 3 може да кажеме, лажната побожност никогаш нема да го измами Господа, односно лажната побожност го одвела Јуда во страшен крај. Веќе тоа го спомнавме, меѓутоа пак да нагласиме 3,5 години со Христа, со сите предности, но го воделе неговите слабости. Не се предал на Господа целосно и го совладале неговите слабости конечно. Оние кои што имаат само надворешна побожност на крајот ќе бидат проколнати како бесплодната смоква. Да не ги спомнуваме пак оние стихови од Матеј 27 глава, кога отишол, ги фрлил парите и рекол предадов невина крв, меѓутоа баш им било гајле. Во лажната побожност, драги браќи и сестри, немаме ни мир, нити надеж, нити ништо. Што треба да имаме и мир, и радост, и сите они нели плодови на духот. И Дела 1.25 вели,
да го прими местото во оваа служба и во апостолството, од кое отстапи Јуда, ете тогаш кога требало да изберат заменик место Јуда, за да отиде на свое место. Јуда заминал на своето место. Каде ќе заминеме ние прашањето, Господ сака да отидеме кај Него, да бидеме со Него. Секој според своите слабости и така натаму си има некое свое место, но Господ сите сака да не спаси. Се лажеме ако мислиме дека можеме да живееме како што сакаме и така некако ќе се спасиме сепак, ќе прогураме некако што велиме. Без целосна посветеност. Некој има слабост во парите, некој во нешто друго, значи сите ние имаме некои слабости. Не можеме да ги совладаме без Божја помош. Тоа треба да ни биде кристално јасно и не треба да се плашиме да му се продадеме на Исуса, кој бајаги сега последиците ќе бидат страшни од тоа. Како што правил Јуда. Тешко му на оној човек преку кого ќе биде предаден човечкиот син. Добро би било за тој човек ако не беше се родил. Но, сега ќе преминеме на неколку цитати од Копнежот, кои што треба да одгатнат некои прашања и за мене, но и за вас. А тука се, постојано, значи цело време се во Копнежот на вековите, во главата за мој спомен. Значи, маку да ја разбистриме цело ова приказна, многу е вака темно кога зборуваме за ваков темен лик, еден од најнегативните во Библијата, оној кој што го предаде, значи Господа. Но поентата беше да извлечеме поуки, како и од се друго што проучуваме и влечеме поуки, но факт е дека Јуда прими од лебот и од виното. Прими или не прими? Да. Сега да го погледнеме Исуса. Каков е Исус? Видите што веле во Копнежот. Или претходно ова ви го кажав, значи јас не ве познавам вас. Мислам, се знаеме, то многу добро се знаеме, фала му на Бога, овие 5-16 години, наистина сме како едно семејство, но не можам до крај да ве знам, во таа смисла, срцата не ви ги познавам, но Господ ги знае. Но видите како Исус постапува. Иако од почеток го знаел Јуда, Исус сепак му ги измил нозете. И предавникот имал предимство да се соедини со Христа учествувајќи во светата вечера. Стрпливиот Спасител го поттикнувал грешникот да го прими, да се покаја и да биде измеен од нечистотијата на гревот. До крај се бори Исус со секој од нас. До самиот крај, додека има и најмала шанса. Тој е нашиот Бог. Тоа е пример и за нас. Кога ќе си предпоставиме дека некој е во заблуда или во грев, не смееме да се одвоиме од него. Ако беше така, Исус ќе избегаше од учениците, па сите беа во заблуда. Со никакво лекомислено одвојување не смееме да го препуштиме како плен на искушението и да го турнеме на сатанското бојно поле. Тоа не е Христова метода. Тој на учениците им ги измил нозете затоа што биле во заблуда и грешни и со тоа сите, освен еден од 12-мината, се доведени до покаяние. Тоа е целта на Господа, да не доведе до покаяние и спасение. Христовиот пример забранува, слушайте внимателно, Христовиот пример забранува исклучување од Господовата вечера. Вистина, јавниот грев го исклучува виновникот. Тоа Светиот Дух јасно го кажува во 1 Коринјаните 5:11. Но, освен ова, освен јавен грев, никој не смее да изрече суд. Бог не им препуштил на луѓето да решат кој ќе учествува во ваквите прилики. Зошто кој може да ги чита срцата? Кој може да го разликува каколот од житото? Можеме ли? Кој може од нас
да каже ова е жито, ова е какол. Затоа и не е дадено да го корнеме какол, за да не искорнеме нешто што не треба, односно жито. И сега се цитираат стиховите во прво послание до Коринјаните, 11 глава, 27 до 29, но секој нека се испита себе си. Значи, тоа е поентата. Секој себе си нека се испита. Па потоа нека јаде од лебот и нека пие од чашата. Зашто секој што недостојно го јаде овој леб или недостојно пие оваа чаша, Господова ќе биде одговорен за телото и за крвта Господова. 29 стих, бидејќи оно што јаде и пие, а правилно не го разликува Господовото тело, јаде и пие за своја осуда. Јас не сум тој кој што може да каже, нити некој од вас, за било кој друг, ама секој сам да се испита. Колку тука грешиме, значи не само за света вечера, ние живееме во времето на Јом Кипур. И ние ги испитуваме животите на другите, место да се испитуваме самите себе. Јом Кипур било тоа време на само испитување. Кога верниците ќе се соберат да го одржат овој обред, како ние денес, присутни се весници невидливи за човечките очи. Ние не ги гледаме, но тука се. Може би има некој тука до мене или од спротивната страна. Можно е на соборот да се најде и некој Јуда. Во заедницата можат да дојдат лица кои во срцето не служат на вистината и светоста, но кои може би сакаат да земат учество во обредот. Ним тоа не треба да им се забрани. Тука се сведоците што биле присутни кога Исус им ги измил нозете на учениците на Јуда. Оваа сцена не ја наблюдуваат само човечки очи. Христос со Светиот Дух е присутен за да стави печат на својот обред. Христос е тој кој што става печат. Тој е тука да осведочи и да ги смекне срцата. Ни еден поглед, ни една понизна мисла не може да се скрие од неговото внимание. Тој го чека оно што се кае и што е со скршено срце. Се е подготвено за прифаќање на таквата душа. Тој кој му ги измил нозете на Јуда копне да измие сечие срце од дамките на греот. Колку убаво. Уште два кратки цитата. Никој не смее да се исклучи себе си од светата вечера, затоа што можеби се присутни на неа оние кои што не се достојни. Значи, нити вие самите не смеете да се исклучите, ако сметате дека тука се некои, не знам, изгрешиле, било што, и вие сметате дека они се недостојни. Не смеете тоа да го правите. Секој ученик е повикан јавно да земе удел и со тоа да посведочи дека го прифаќа Христа како личен спасител. На овие состаноци, што самиот ги утврдил, Христос се состанува со својот народ и го засилува со своето присуство. Исус, Господ Исус е тука со нас. Ние имаме средба со Него, затоа овој ден треба да биде величествен, треба да биде радосен. И сега уште последниот цитат. Исто одговара на една дилема. Во овој обред можат да служат недостојни срца и раце, како моите. Јас често пати викам, јас света вечера посебно ја доживувам. Ја треперам, ја имам трема посебно кога е светата вечера, кога отделам виното и левот. Зашто кој знае колку сум достоен. Но вели, во овој обред можат да служат недостојни срца и раце. Но Христос е тука да им служи на своите деца. Кој служи? Исус Христос ја служи, ја дели светата вечера. Не Борче, Јани или не знам кој. Сите што доаѓаат со вера, сосредоточена кон Него, ќе добијат голем благослов. Значи, ако сте дошле со вера, го примите лебот и виното, ќе бидете благословени. Сите што го занемаруваат она време на божествено предимство, ќе претрпат загуба. За нив би одговарале зборовите, не сте сите чисти. Значи, тоа е до човекот, тоа е до индивидуата, секој сам треба да се испитува дали достојно ќе земе од светата вечера. Не е битен другиот, дали е недостоен, не е битен ни проповедникот, не оној кој што ја дели светата вечера, дали е достоен или недостоен.
Како што не е битно дали оној кој што ве крштева е достоен или недостоен. Ова од секоја сум го верувал, барем последното, меѓутоа еве сега, чисто да го споделам и со вас и онака проучувајќи за Јуда, всушност дојдов и до овие цитати кои што не се тешки за ноѓење, меѓутоа некојаш или не ги гледаме, или не знам, во друг контекст ги гледаме работите. Значи, не е битно дали некој е тука нечист, дали е Јуда, дали било што, секој сам нека се испита. Никој не може да биде судија за другиот. Господ е присутен, Господ ги чита срцата, и ако од него немаме страв, тогаш онака како што глумиме, ќе изглумиме и денес, и ќе си отидеме и така натаму и така натаму. Но јас верувам дека сите сме дојдени искрено да го обновиме заветот и да го направиме тоа наистина од срце. Нека Господ ни помогне во тоа. Јас ќе ги замолам сега најнапред сестрите да заминат на обредот на понизност и тука, ако уште има нешто несогласија, тоа е моментот да се помириме еден со друг и така натаму. Се извинувам што малку може да одзема повеќе време, но тоа е. Слава нека му на Бога. Амин.